Младинското културно-уметничко друштво Цветан Димов минатиот месец беше во посета на Полска. Нашите културни амбасадори од Карпош, од градот Скопје, од Македонија на најдобар може начин се представија таму. Меѓутоа, какви се вашите впечатоци, со какви импресии доаѓате од таму? Прво да поздравам емисијата која редовно ја гледам и чест ми е да сум дел од оваа емисија. Значи, како раководител на ансамблот Цветан Димов од општина Карпош, можем да кажам дека бевме на еден престижен голем фестивал во Република Полска, во градот Горзов. Се изненадив многу силно затоа што овој фестивал не го очекував дека ќе биде толку силен со оглед на градот, дека е малку помал, но фестивалот е во светски вредности. Можем да кажем дека у 14 држави учесници земаа учество на тој фестивал, меѓу кои и еден ансамбл од Индија. Во тој енормно голем фестивал, јас што го нарекувам и ќе го паметам зашто еден од ретките во мојата кариера, нашиот ансамбл, нашите деца, членови на Цветан Димов, се носеа врвно со сите ансамбли, значи беа на исто ниво и јас во моментот им честитам за ангажманот нивни, за нивната желба за да ја представат нашата република и нашата општина од кај потекнуваме во најубаво светло. Споменавте дека многу учесници, дечиња од сите страни на светот, како нашите деца се вклопија таму, успеа ли на најдостоинствен начин да ја представат нашата култура и традиција? Да, точно така. Ние многу се спремавме посветено за овој фестивал. Децата дадоа максимум од себе. Поддршката на родителите исто така сакам да ја назначам, бидејќи они живееа со нас за време пробите. Знаевме дека е одговорноста голема да се представи дел од македонската култура која се вреднува во светот како една од најубавите и сето тоа како синтеза излезе многу добро затоа што она што го спремивме, а нашиот ансамбл има еден квалитетен репертоар во кој се препознава автентичен фолклор македонски, исклучиво се свири на изворни македонски инструменти, изворни носи, изворни песни и тоа е како вредност многу призната во Европа. Затоа што Европа знае, го познава многу убаво фолклорот и го вреднува нашиот фолклор и нашата одговорност беше поголема да тоа ние го оправдаме. Јас сум многу задоволен од тоа што го направивме. Сите ансамбли учесници, како што спомнате, цел свет беа одушевени од нашиот репертоар, од играта на нашите членови, од музиката. Полна сатисфакција за нас се она што беше како вложено како труд и се не израдува многу и не држи во кондиција за натаму да си продолжиме во исто темпо. Каков е интересот на помладите кога станува збор за ансамбл, за култура, за традиција? Благодарение на општина Карпош и градоначалникот на општина Карпош, кој води грижа исклучиво за културното наследство македонско, ние може да се пофалиме дека има интерес кај децата за да го учат македонскиот фолклор и да го посетуваат и особено со еден проект кој градоначалникот го како негова идеја го преточи во јавноста, а тоа е фолклорната школа која се спроведува во основните училишта на територија Карпош, каде што сум ја раководител и имаме многу деца и големо задоволството што тоа е еден наплив нов на нови играчи кои гарантирам дека ќе продолжат да негуваат традицијата која е наш познат белег. После овој успешен настап на ова културно-уметничко друштво, претпоставам дека ќе работите и летово, а можеби и потоа. Кои се оние проекти кои следуваат, а сепак ќе бидат забележани и интересни за публиката како домашна, така и надвор од границите на Македонија? Темпото на работа продолжува. Ние веќе во септември имаме организација на традиционален меѓународен детски фолклорен фестивал познат од Цвет на цвет, створ и песна, каде што нашиот градоначалник е години назад покровител. Значи, повеќе држави се актуелни што ќе дојдат на нашиот фестивал, повеќе ансамбли од Република Македонија и тоа е сега во моментот предизвик кој ние треба да го завршиме. И можем да кажем, сакам да кажем дека тоа е 20 годишен јубилеен фестивал. Натаму следува самостоен концерт и очекуваме покана за Германија некаде во ноември месец да уште еднаш отидеме надвор да си ја покажеме нашата убавина. Значи, програмата е многу сериозна, благодарение на овие
наши членови кои се сериозни, иако се деца во изведување на програмската активност, ни дозволува освен како обврска и ни прави задоволство да тоа си го работиме.